Историјските констелации кои се рефлектирале врз македонскиот простор оставиле длабоки траги врз културното и духовно наследство на македонскиот народ. Напластувано низ вековите од колективниот гении, низ најразновидни содржински мотиви, фолклорното музичко наследство ќе стане еден од најзначајните белези на културниот идентитет на македонецот. Благодарение на исклучително надарените индивидуалци, песнопојци, играорци и инструменталисти, македонскиот раскошен фолклор одсекогаш бил и останал непресушен извор за надградување, но и предмет на провокација од бројни проучувања и анализи од музиколошки аспект во светски рамки. Народна песна се смета дека постои ако се пее масовно од народот, јасно, несомнено дека првиот текст го напиша од некој автор и со сталното повторување таа се обнародува и станува народна песна. За пример да кажеме, да речеме, денес македонско девојче, сите ја сметат за народна песна и не знае дека авторот на таа песна е Јонче Христовски, долгогодишниот член на ансамблот Танец. Да речем, има полно такви песни. Иста е ситуацијата со многу популарната битола Мој роден крај. Ја напишал еден македонски турчин од Битола, кој што долго време живее во Истанбул, односно во Турција, и секоја година се враќа во народната земја, каде што ги остави своите коски. Така што народната песна е само она која што е засведочена од повеќе луѓе и повеќе автори. Во историските анали на надарени песнопојци, кои што и самите биле собирачи на македонското фолклорно богатство, меѓу бројните имиња ќе остане забележено името на Викторија Попстефанија, познатата песнопојка од Охрид, чии што живот и песни биле цел на истражување на голем број домашни и странски музиколози и чии што песни уште од 1938 година ќе бидат забележани на грамофонска плоча од страна на американката Естер Џонсон. Викторија Попстефанија е една од најпродуктивните македонски народни пејачки, која што досега соопштила 276 народни песни, запишани од разни запишувачи од Охрид, Битола, Скопје, Белград, Софија, Прага, Париз, Торонто, Вашингтон, Камбера и на други места. Се спомнува дека многу песни од Викторија се пееле не само во Охридско и Струшкиот регион, се пееле во Битола, во Прилеп, во Велес, во Лерин, во Солун, во Костур, во Благоевград, Петрич. Се пееле во околните северно од Куманово, уште потака, и тоа е сведоштво дека тоа е навистина народна песна, расширена на целата македонска етничка или народна територија. Со тоа вредноста на Викторија добива во значење, зашто не само што е најпродуктивна, туку и е прифатена, односно потврдена со многуте записи од останатите делови на Македонија. Да речеме песната Марие, Бела Марија, ќе ја најдете во 4 записи. Оригиналната верзија гласи дека запишана е уште во пред Втората светска војна, во еден запис, и Викторија тогаш ја пела Бела Марија, елај се Маре Потурчи, подарок ќе ти подарам, едрене со Султан Џамија и така натаму. Меѓутоа Викторија ја адаптира, Викторија ја претвора ела се Маре Потурчи, подарок ќе ти подарам, Долни Сарај со Света Софија, езерото со Свегемијата, со кајчето. Значи, таа песна која што била се пеела на целата територија, дури и во Тракија, направена е така што
подарокот не е Цариградски, туку е Охридски со Охридската црква и Охридските старини. Во услови на исклучително важен историски период за македонскиот народ, време на воени дејства и окупација во текот на Втората светска војна, вековниот стремеж за поширока национална потврда и афирмација, како и негувањето на македонската фолклорна традиција, ќе бидат едни од движечките и инспиративни сили за културно-просветните групи формирани во рамките на народно-ослободителните одреди. Во јули 1944 година на планината Караорман, во 4 година на поздивот меѓу две борби, останува забележана активноста и на партизанската културно-просветна група, која што својата активност потоа ја продолжува во Горно Врановце, а по ослободувањето во Скопје. Од оваа група подоцна ќе се формираат јадрата на идните институции на културата, Македонскиот народен театар и операта. Здобиената слобода по долговековното робство широко ги отвори хоризонтите за слободно творење, за сопствено афирмирање на секој план. Токму затоа, покрај другото, како еден од приоритетите се пројави потребата од понагласена афирмација на нашите културни придобивки. Првите обиди на овој план беа манифестирани преку организираниот начин на негување и афирмирање на нашите фолклорни вредности. Се формираа многобројни културно-уметнички друштва и групи во секој наш град, во секое наше село, а ваквиот начин на организирано действување на фолклорните друштва резултираше веќе во 1947 година во Штип и во Битола да се организираат првите фолклорни фестивали кои ќе кулминираат наредната година во Скопје со величествената манифестација Фестивалот на македонски игри, песни и други фолклорни содржини. Самата најава, кон крајот на 1948 година и во почетокот на 1949 година, дека во Република Македонија ќе се оформи професионален фолклорен ансамбл, ги возбуди чувствата, ја поттикна желбата тој да се постави врз цврсти основи, потребни за една професионална институција. Од 1945 година, најпрвин под името Металец, а веќе во 1948 со името на патронот народниот херој Орце Николов, во рамките на ова културно-уметничко друштво активно ќе работат повеќе секции: играорна, музичка, драмска, рецитаторска, пејачка група, а формиран бил и голем мешовит хор под раководство на Илија Николовски Луи. Бидејќи во Орце Николов, што се вика, го оставив пола век од мојот живот. Со Орце Николов ме врзуваат прекрасни мигови од мојот живот со неверојатно големи успеси, почнувајќи од Ланголен, исто така прво место, Дижон, Златен Ѓердан, 88 година, во Куба преку 150 земји, претходници на последниот митинг на нашиот председател Јосип Броз Тито, каде Драголјуб Ставрев беше водеч на делегацијата на Македонија. Орце Николов со својата програма и со својот фолклор, можам слободно да кажам дека го згази светот, вака во наводници. Се нижеа многу успеси, гостувања во разни земји во светот. Насекаде каде и да појдевме, без трофеј не се враќавме. За нас беше неуспех ако бидеме подолу од второ или трето место. Секој пат го носевме, што се вели, врвниот трофеј од каде и да се појде. Гостувања имавме во Бразил. Тамо немаше награди, али бевме
прогласувани за најдобри. На некој начин почна да велат разни други раководители од ансамблеве, оно што е Бразил во фудбалот, тоа е Македонија во фолклорот. Затоа вие многу победувате цегде. Имате многу силен фолклор. Али ние бевме и многу силен ансамбл, така да во сите овие наши наступи секој пат со гордост се најавуваше името на Орце Николов и на ансамблот кој доаѓа од Македонија, од Скопје, кој често пати го нарекува душата на Македонија, последни мухиханци од Битпазар и разни други такви наслови на ансамблот Орце Николов, кој навистина е дика и понос на македонскиот фолклор, на македонската игра и песна. На 29 септември 1946 година ќе се одржи основачкото собрание на културно-уметничкото друштво Кочо Рацин во Скопје. Меѓу другите негови членови биле и Дојчин Матевски, Атанас Коларовски, Кочо Петровски, Стево Теодосиевски и многумина други значајни дејци од областа на културата. Најрепрезентативен представник на македонската песнопојна и ороводна фолклорна традиција, како дел од огромното културно и духовно наследство на македонскиот народ, е секако државниот ансамбл за народни песни и игри на Македонија Танец, единствениот професионален ансамбл кај нас. Активни и во претходната 1948 година, официјално, со указ издаден од тогашните власти, ансамблот е формиран во март 1949, а веќе следната година ќе предизвика своевиден преседан со освојувањето на максимално можните поени од страна на интернационално стручно жири на меѓународниот фолклорен фестивал во Ланголен, Велика Британија, еден од најголемите и најзначајните во светот. Од кога ги сознав, запознав, јас имав многу убаво бев примен, бев задоволен и од кога ме представија, дали вика ти знаеш нешто македонско да направиш? Знам, викам само Пајдушката и Елена Мома. И се насмеја, вика, па и ние ги знаем. И јас од утредента мислев, некоја пот, ама сакам да биде атрактивна. Оставив има жена, се викаше Ганкина. Многу брза, атрактивна, во 11-16, немаше 7 смени, мешани ритми повеќе. Членовите останаа одушевени. Не помина многу време, за кратко време ја совладавме и таа со еден друг дел Дајчо долепивме. А се до мојот одење во војска, таа беше на репертуарот. Се појавила можност, односно организација од страна на владата, Танец да замине за Америка. И оди Танец за Америка, договор за месец дена, останува 2. Голем интерес во Америка, примени концертите, оди на репертуарот и Ганкина и така. Во 1955 година Вардар филм ќе го сними филмот Ритам и звук со ансамблот на народни игри и песни Танец, при што на филмската лента ќе се овековечи дел од првите кореографски поставки на ансамблот. Над 50 на кореографски обработки и сценски адаптации со играорниот кор, 100 македонски изворни и староградски песни со вокални групи, оркестар кој изведува народна и авторска музика, како и фундус со оригинални национални костими и накид, го дефинираат националниот ансамбл Танец,
не без причина, за вистинска подвижна културна ризница на македонскиот народ. Да се зборува за традицијата во Македонија, да се зборува за македонскиот фолклор денеска, не може а да не се спомне танец. Танец е всушност символ. Танец е, како да кажам, материализација на сето она што низ вековите го создавал македонскиот народен гений. Сето она што допрело до нас и секогаш во свеста на македонецот и во Македонија и надвор од Македонија, танец го символизира токму тоа, најдлабокото, најцврстото, темелот на македонскиот идентитет. Она што посебно пак ме фасцинирало не е одгласот што танец го предизвикувал кај македонците. Тоа е помалку или повеќе разбирливо, бидејќи и кај мене тоа предизвикувало такви чувства. Но многу пати сум бил сведок како реагираат странците на македонскиот музички фолклор. И тука веќе не е во прашање танец, бидејќи символот танец кај нив не ја игра таа улога на определено символичко ниво како во свеста на Македонија, символичко ниво конците, туку богатството на нашата музичка традиција и богатството на македонскиот музички фолклор. Со илјадници концерти пред публиката во земјата и надвор од неа, со репертоар низ кој символично се пренесува дел од културно-историскиот опстој на македонскиот народ, ансамблот Танец ќе биде и ќе остане жив сведок на гордоста и достоинството на македонскиот културен идентитет. Ако некој земе и ги прочита, многу пати се спомнувани. Од гласите, да кажеме, на жирито кое што во 1950 година во Ланголен, кога Танец прв пат излегол од Македонија и учествувал на фестивалот во Англија, во Велика Британија, ако ги прочита од гласите на жирито, ќе почувствува како тие се воскитувале од това, како богатството и длабочината на она што го пренесува тешкото. Речи си е неверојатно кога ќе се прочита исказот на еден од најголемите авторитети тогаш, професорот Тейлор, што пишува за тоа како тој го доживеал тешкото на Танец. Дека богатството на македонскиот фолклор, кое што е вградено во програмата на Танец, се разбира, Танец тоа го пренесува, има многу поголеми, пошироки, подлабоки, како сакате, естетички квалитети и многу повисока емотивна или експресивна сила, која што ги возбудува сите оние кои што доаѓаат во допир со него. Добитник на голем број државни награди и признанија, одликувана со орден за заслуги во текот на своето повеќе децениско непрекинато постоење, оваа национална установа на културата достоинствено ќе презентира и афирмира македонската фолклорна традиција на сцените на сите светски меридијани.
Културната мисија на ова установа е повеќекратна. Пред се, чување на изворната фолклорна традиција, повеќето видови на традиционалното пеење, народните игри, музицирањето, разните занаети и традиционалните изработки кои го одразуваат начинот на живење на македонскиот народ. Со презентирање на ваквите содржини, а посебно со нивното пласирање надвор од нашата држава, нашата земја, танец овозможува низ песна и игра да се запознае Македонија и незината историја. Свесни за значењето на културното наследство, за значењето на фолклорот, плејада уметници и фолклористи повеќе од 6 децении во оваа установа го даваат својот принос во истражувањето и собирањето на народното творештво, како и во неговото презентирање пред пошироката јавност. И со својата дејност и давањето акцент на македонското национално творештво, танец има огромен придонес во прекинувањето на опчинетоста на дел од младата популација со она што се нарекува турбо, со цел вниманието да го свртат кон она што е нивно, национално, со она што потекнува од нашите предци и кое ние треба да го чуваме за идните генерации. Тешкото е посебен феномен. Тешкото ние го врзуваме за тешкиот живот на македонецот. Тешкото го врзуваме за почвата од која што потекнува мијачијата. Селата Галичник, Гари, Лазарополи главно. Го врзуваме за тешките моменти на луѓето кои што таму живееле, всушност. Тешкото најчесто се играло на Петровден. Зашто се играло на Петровден? Бидејќи се работи за печалбарски крај, луѓето заминувале на печалба, а Петровден бил денот кога се правеле свадбите. И се враќале од печалба, младите се женеле, и само после 4-5 дена повторно заминувале и разделбата била многу тешка. Одејќи повторно тие својата мака, тага, љубов, како сакате, својата експресија ја искажувале на тој начин, преку играта и преку, меѓу другото, преку тешкото кое што се играло и се свирало и на свадбите и при разделбите. Жал ми е што не успеавме, исто онака како што неколку години пред тоа не се успеа да биде заштитена галичката свадба, но мора да се каже дека има известно оправдување. Ние, кога заврши конкурсот, после сите разговори со луѓето во УНЕСКО, па известни какви такви обиди за некакво лобирање и така натаму, бевме незадоволни од тоа што знам, како споменик за заштита беа земени некакви такви културни, духовни добра, како што е терањето волови во долината на реката таа и таа во Африка. Или некои слични други и така натаму, но не свативме нешто што е суштина на заштитата, а тоа е дека тие всушност заштитуваат жива култура од исчезнување. Тешкото, онакво како што е денес, и галичката свадба, онаква каква што е денес, тоа се всушност конзервирани појави на нешто што некогаш било жива традиција. И според тоа не можат да бидат исполнети условите за да биде заштитено како жива традиција. Тешкото во оној момент кога Рафе Жиковски и Дојчин Матески, тоа се првите познати, да кажем, и големи играорци на тешкото од танец, кога го донесле и кога го ставиле веќе на сцената, тешкото во тој момент
излего од неговата природна средина и не е повеќе тоа што е. Но независно на сето ова, благодарение пак зборувам на таквите надарени играорци и на луѓето кои што имале чувство за нашата традиција, за нашиот фолклор. Зборувам во тоа време Живко Фирфов и Мане Чучков како директор и уметнички директор на танец. Голем дел од богатствата на нашата традиција се сочувани и ние се надевам дека и за наредните генерации ќе можеме да ги пренесуваме преку она што денеска го прават оние кои што го изведуваат и него и другите традиционални ора и песни во Македонија. Ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец, како и културно-уметничките друштва од самиот почеток на нивното формирање, ќе станат база од која што ќе се регрутираат нови инструменталисти, кореографски и вокално-интерпретаторски имиња, чија што на тамошна развојна солистичка кариера ќе ја збогатат со својот индивидуален авторски печат и онака богатата музичка историја на Македонија. Бидејќи ние имаме среќа што нашата музичка традиција воопшто, од духовната преку фолклорната, е таква што во неа е преточено искуството на генерации низ овие многу векови низ кои што македонискиот народ навистина тешко живеел. Таквите искуства овозможиле тој да биде неверојатно богат, меѓу другото и заради тоа што овдека се испреплетувале разни влијанија. И таквите искуства придонесле тој да биде еден неисцрпен вруток за сите видови на творештво. Во почетокот зборувам пред да биде афирмирана македонската популарна песна, чии што почетоци датираат во втората половина на 19 век, кон македонскиот фолклор не само што се обрнувале авторите од класичната музика од Македонија, туку него го користеле и авторите од странство, од другите земји, некои во рамките на тогашните пропаганди, но сеедно, како што се, например, Мокрањац или како што е Милоевиќ, но сеедно, сите тие во него согледувале определени вредности и квалитети. Во овој контекст, во плејадата врвни инструменталисти кои оставаат исклучително уметничка трага во овој период, се и имињата на Тале Огненовски, Кочо Петровски, Ѓорги Димчевски, Стево Теодосиевски, Наско Џорлев, Пеце Атанасовски, Никола Галевски, Иван Терзиев и многу други. Роден во Брусник, Битолско, во 1922 година, во семејство во кое се негувала музичката традиција, Тале Огненовски веќе во 1947 година на првиот регионален фестивал на народни песни и игри во Битола ќе освои наградата за најдобар инструменталист. Бил член на полицискиот дувачки оркестар, на градскиот оркестар на Скопје, член на ансамблот Танец во периодот од 1956 до 1960 година, а потоа од 1967 бил вработен во Македонската радиотелевизија, со која што соработувал и по пензионирањето до крајот на својот живот. Господинот Тале Огненовски представува една од најважните личности во македонската инструментална музика. Тој е основоположник на македонското оро за кларинет и со неговиот начин на интерпретација остава траен силен белег во целокупната македонска музичка историја. Неговиот начин на интерпретација се карактеризира со строго подредување на украсите и орнаментите, строго подредување на фразите и импровизациите и строго посветување на огромно внимание на она што значи музичка импровизација во однос на македонската народна музика. Тоа е еден карактеристичен
човек кој што оставил преку 150 музички снимки, како со Народниот оркестар при Македонската радиотелевизија, така и со оркестарот Чалги, и слободно може да се каже дека е темел на сето она што значи македонска народна музика за кларинет. Тој има компонирано над 150 македонски ора, снимил над 30 грамофонски плочи и касети, автор е на нотната збирка со 80 македонски авторски ора, рекордер во одржани концерти. Овој исклучителен виртуоз на кларинет од страна на музичката критика во земјава и од светот ќе биде оценуван со најголеми комплименти. За него познатиот Бени Гудман, слушајќи ја неговата интерпретација на македонските ора, воодушевено ќе изјави дека човекот свири подобро од мене. Во периодот кога од 1949 година во тогашното Радио Скопје се формира и малиот народен оркестар, во чиј состав на почетокот беа Младен Стојановиќ и Луиджи Стефановски Зузи на виолини, Васил Ивановски Јавашот на виола, Тодор Павловски Тотка и Александар Пиперков на гитара, Панче Самарџијски на бас, Ангел Нанчевски на тапан, Кочо Петровски на хармоника, а потоа и Методија Зафировски на тапан, Иван Терзиев на флейта и Тале Огненовски на кларинет. Со Кочо се запознавме 45 година. Тој беше матурант, а јас во 4-5 гимназија, во хорот на втора машка гимназија. Бев солист. На една приредба ме пратеше со хармониката. Драчевка орото, кој ќе го изведува некој ансамбл, го играат и танец, и ансамблите Орце Николов, и ансамблот Мирчацев на студентите, Кочо Рацин и така натаму, и е негова музичка творевина на Кочо Петровски, извонреден состав, извонредна инструментација и звук. Кочо Петровски е еден од најуспешните автори, најуспешните инвентивци кои македонската песна ја збогатија со онај дел на музичка надградба што ние музичарите сме го крстиле условно припев. Моето познанство со Кочо Петровски датира некаде од 48-49 и пред тоа можеби. Меѓутоа, така добро се запознавме во оркестарот, малиот радио оркестар, во кој веќе свиреше Кочо Петровски, а јас постапив што таму како член. Тој беше многу топол како човек, комуникативен, едноставен, постојано насмеен со тоа негова мајка, ајде мајка, ајде свири мајка, ајде пееме мајка, ајде одиме таму. Живееше за музика. Тој беше навистина, можам да кажам, напред со времето во народната музика. Можам да кажам слободно, тој беше, не може да се каже дали е подобар инструменталиста, хармоникаш, дали е подобар автор или аранжер. Значи една целокупна личност, на која што можеше само човек да му заведе на неговата виртуозно свирење на хармониката и на неговите, како да кажам, карактеристични аранжмани на сите песни. Дури кога се слушнеше аранжман на некоја друга песна, кога тој ќе го направеше, мислам дека човек можеше да се посомнува дали е тоа негов аранжман или целокупна негова песна. 76-та година јас бев на едно од надпреварите во Сокобања, тогаш на бивша Југославија, каде што беше надпревар на сите хармоникаши од цела Југославија. Јас како тогаш пионер во таа конкуренција го освоив третото место и свирев нормално оро и обавезна песна од Кочо Петровски, ама можам да кажам дека сите хармоникаши што беа во тоа време, воглавно беа повеќе од Србија, Босна, Македонија, Црна Гора, беше зачудувачки што сите свираа по една
по едно оро од Кочо Петровски. По тоа можеше се види големината на овој голем уметник, како да кажам, голем инструменталиста, кој остави, можам да кажам, неизбришлива трага во македонската народна музика, како што кажав, новосоздадена песна на нашите простори. Со формирањето на малиот народен оркестар, кој подоцна прераснува во Народен оркестар на Радио Телевизија Скопје, започнува новата ера, правец од развојот и движењето на обработките, интерпретациите и стилизацијата на македонската традиционална музика. Иван Терзиев го познавам најпрвин преку бреновите на Радио Скопје, преку неговата извънредна интерпретација на оние ненадминливи негови Беровка и Ратевка. Се удушевував слушајќи го на радио, каква интерпретација, каква орнаментика, какво лесно изведување на тие инструментални композиции или творби кои се народни, меѓутоа со својата интерпретација Терзиев ги има извънредно збогатено, надградено и направено како посебна целина секој од тие композиции да звучат врвно. Се сеќавам 60-тите години, кога ја снимавме песната, легендарната песна на Александар Сариевски "Зајди, зајди, јасно сонце", Иван Терзиев направи такви убави варијации паралелно со вокалот, да продуцентот белградски од режијата по телефон канеше музичари од Белград да дојдат во режија да слушнат како се свири флејта. Од здравствени причини се откажа од флејтата и продолжи да биде соработник во оркестарот како мелограф, која работа исто така извршуваше на извънреден начин. Покрај така добар флейтиста, Иван Терзиев беше и многу добар мелограф. Дури мелографиите ги правеше со сите оние мелизми и со целата орнаментика што и припаѓа на една македонска народна песна.